Здраво, дечки! Добродојавте назад во мојот влог Be a Nice Human. Денеска ќе имаме малце поинаква епизода. Имаме специјални гостинки што ќе ни дадат рецепт како да станеме поактивна младина. Нели, ние колку и да се трудиме, сепак не треба малку некој да не поддржи. Денеска на гостини се професорките од ИКС, што го направија истражувањето поттикнување на граѓанскиот активизам на младите луѓе преку медиумско ангажирање. Ќе ни дадат експертски препораки. So, here we go. Истражувањето покажа дека семејствата играат голема улога во формирање на социјално ангажирана индивидуа. Родители, слушате? Родителите пожелно е да бидат отворени во комуникацијата, особено кога се станува збор за содржини презентирани на медиумите, да се дискутираат теми и емисии, да се вклучуваат и да се поттикнуваат младите на учество на избори, затоа што изборите представуваат демократско право на секој полнолетен граѓанин во нашата држава. Младите да учествуваат во одлуките кои што ги донесуваат семејството и членовите на семејството и да бидат активно вклучени во локалните проблеми на ниво на општината. Јас имав среќа во средно да имам супер професори, имавме дебатен клуб, изборувавме за политички и општествени прашања, затоа сега сум социјално ангажирана личност. Ама не сите имаат таа среќа. Што може да направиме во врска со тоа? Граѓанското образование и медиумската писменост се особено важни. Стекнувањето на вештини кои се именуваат како животни вештини се исто така неопходни, односно да не бидат тоа предмети кои што, па добро, ајде да се добие оценка, туку да бидат повеќе интерактивни, мотивирачки, каде што ќе се вклучуваат учениците и на воншколски активности, посета на институции, посета на друженија, на групи на кои што треба да се дава поддршка. Најголем дел од младите имаме чувство дека никој не слуша, дека на институциите не им е гајле за нас. Тие не консултираат во носење одлуки кои се битни за нас. Младите се на социјалните мрежи, едноставно мора да каналот преку овие институции треба да биде преку социјалните мрежи. Значи, мора да има интерактивни платформи, знаете, каде што ќе може на еден интерактивен начин младите да се вклучат, нели, во разни, и во креирањето на политиката, и во спроведување на разни акти. Најважно е да почнат да се основаат и да почнат да функционираат локалните младински совети. Тие се на локално ниво, размислувајте глобално, действувате локално, треба се да почне од таа некоја локална заедница на млади, во која што они, нели, во рамки на својата средина ќе почнат да бидат активни и потоа, нели, да имаат, да се гради тој активизам. Мора да им покажеме дека има активен начин, дека има чесен начин да се влезе во политика, да се креираат политики, нели, и да за доброто на државата, бидејќи, знаете, кога млад човек не сака да учествува во некаква граѓанска активност, едноставно останува изолиран. Медиумите се преплавени со политика. Нема содржини што се интересни за нас младите, што ќе натераат да бидеме граѓански поактивни. Навистина, колку медиумите како содржини нудат нешто за младите. Колку во нивните информативни, образовни, забавни и така натаму, младиот човек е актер во тие вести. Камоли пак да е некоја вест која што е од интерес на младите. Речи си воопшто. Понудата на содржини мора да се ревидира, да нудат позитивни стории, да нудат стории во кои што се потенцира решението, да поставуваат прашања од типот не што е проблемот, туку како е решен проблемот, да нудат поголем број содржини кои што се од интерес на младите, да етично известуваат и базирано на факти и информации. Светла точка се невладините организации, но сепак има ли и за нив препораки? Граѓанските организации, младите ги спомнаа како места каде што не само што они општествено се ангажираат за да решат некаков проблем во нивната околина, туку и места каде што добиваат едно неформално образование, кое за разлика од формалното им дава многу поголем, како да кажам, пакет на вештини за критичко размислување. Невладините организации треба да стават еден фокус на развивање на оние платформи онлайн, за дискусија, за социализација и за ангажираност, каде би можеле да ги задржат младите и да им дадат еден простор они, како да кажам, тамо самите да се ангажираат, да делуваат, да се собираат и организираат околу било какво општествено прашање или иницијатива што е од нивни интерес. Огромна фала на професорките што го споделија своето експертско мислење со нас.
Се надевам дека овие препораки ќе стигнат таму каде што треба и ќе ги употребиме, сите заедно. Родителите, училиштата, професорите, медиумите, политичарите и ние самите. Ако сакаш да направиш промена, почни од себе. Биди промената што овоо општество ја заслужува. А ние се гледаме некој нареден пат. Be a nice human.